Благодарам, председателка. Ајде вака, бидејќи поранешната министерка за култура сака да збориме со бројки, се согласувам дека секој пат треба да зборуваме со бројки. Мене навистина ми е чест и задоволство токму да се отвори дебата за Министерство за култура, особено кога се работи за буџетот за 2026 година, бидејќи ова е едно од министерствата каде што евидентно имаме зголемување на буџетските средства. Впрочем, и така и почна оваа дебата. Во разделот на Министерството за култура и туризам за почеток имаме зголемување на вкупен буџет процентуално во однос на буџетот за 2025 година 14,6%. Во разделот за финансирање на дејности од областа на култура повторно зголемување во однос на претходната година од 8,1%. И тука рекордни 119% зголемување во управата за заштита на културно наследство, зголемување на платите. Не е точно дека вработените во Министерството за култура ќе имаат некакви си реперкусии или слично дека ќе останат без плата, напротив ставката е овде исто така зголемена. Ќе дам ставка по ставка бидејќи треба да се потенцира вложувањето во дејностите во Министерството за култура, каде што имаме евидентни зголемување во издавачката дејност. 3,6%, истиот буџетски документ го имаме јас и вие. Ставка по ставка ќе одиме за да ви докажеме дека лажете кога имаме невложување во Министерството за култура. Само на кое што ви одговара го зборувате, но фактите говорат друго. Зголемување во библиотекарството 19,8% зголемување, во филмската дејност повторно зголемување од 9,6%, во музичката и сценско-уметничка дејност 21% зголемување на буџетот, во драмската дејност 15% зголемување во буџетот, фолклорно и сценско-уметничка дејност 11,9% зголемување, во театар и библиотека во Тетово, кој што конечно ќе се изгради од страна на оваа влада, имаме зголемување од 496,7% зголемување на буџетот и ќе се изгради и овој објект. Во заштита на културно наследство, нешто кое што е стратешка исто така инвестиција, 17,4% зголемување, во визуелни уметности, архитектура и дизајн 14,2%, креативни индустрии 13,7% зголемување, во музичката дејност зголемување од 15%, заштита на аудиовизуелни добра 1,4%, одржување на објектите опремата во областа на културата повторно зголемување. Уште да читам, ке читаме уште, колешка. Нема ставка која што не е зголемена за да се вложува особено во дејноста на културата, и што е најважно не само во дејноста на културата, ние сега треба да се соочуваме и со градење на културните објекти. Во Македонија имаме над 72 национални установи кои што се од областа на културата, а кои што за жал и денес сликите говорат дека се оставени на вистина во руинирана состојба. Па што правевте 7 години со овие национални установи кои што треба да значат наша национална гордост?